Сред петок празни тезги и слаб промет на пазарот во Штип и денеска сликата иста. Мал број продавачи, уште помал број купувачи. И оние што излегоа на пазар купуваа ситно, најчесто мандарини, компири и малку зелена салата. Купувањето е сведено на најосновното. Поради долгиот месец, граѓаните велат дека внимаваат на секој потрошен денар. Јабуки, портокали, мандарини, салати, се. Цените се исти како и претходни. Скапо ли? Слушај, према платите што се зимат, не е ефтин. Скапичко е, слушај. И се зависи кој за кого, ама нарочно за луѓе, пензионери кои се со ниски примања. Во е за ни прескап. Тоа земаме, јабуки зема, краставички зема, тоа е. Нема што друго зија. Скапо ли е реално? Не е скапо. Ние што си немаме голема платичка, пензиичка, што викате, тоа е. Иначе јадењето не е скапо. Нека го работи, нека произведе да види кој се надува. Има мандарини и моркови. Еј, не прашувај, тачно, најскап. Трошоци, празници. Компири, оришче, нешто, маруличка, тоа. Продавачите велат цените се идентични како и претходниот петок, а единствено зголемување на цената има кај краставицата. Истата во моментот е 200 денари за килограм, што е очекувано за овој период од годината. Денеска малку дено, значи сега за сега уште така некако не се раздвижени луѓето, меѓутоа очекуваме дека ќе излезат. Цените се како и претходниот ден, така да нема ништо новина, единствено е краставицата малку поскапа. Кои цени се вика? Цените е вака, 200 динара, домато е 150, домати е од 100 динара, јабуките се 60, кикиритката е 200, бананите се 80, лимоно е 100, овие зелениви работи 30 динара е магданосо, 30 динара е кромитчето и марулата 40, спањако е 100 динара. Кивата е 70. Па, ја мислам дека луѓето веќе се малку истоштени, истрошени, така да кажам, од тие долг месец, а имаше многу празници. Тука беше Нова година, тука беше Божик, тука беше Коледе. Па ја мислам дека после први не, ама после 8 март треба да почне зеленото пазарче. Инаку, оние што денес излегоа да пазарат, најмногу бараа компири, зелка, мандарини и јаболка. Се продаваше и домашно млеко, јајца, волнени чорапи и многу домашни чаеви корисни за настинки и грип.